Благодарам. Темата денес е дали ова собрание ќе одобри нови скоро 21 милион евра за македонската радио телевизија за уште една година. Само да подсетам, јас не сум во ова собрание да учествувам во нормалното функционирање на ова послушничко трубачко друштво, туку сум во време на мисија за да го довршам демаскирањето на фашистичкиот режим, кој што и натаму фрла демократски тил врз своите глави. Затоа, во врска со македонската радио телевизија и новите 21 милион евра, денес имам некои конкретни прашања до представниците од оваа куќа и јас ги молам, заради тоа внимателно да ги запишат. Ќе бидам среќна доколку во поголем дел од нив бидам демантирана или за дел од нив добијам некакви одговори кои што ќе ги објаснат нивните позиции. Ме интересира зашто граѓанинот на Република Македонија треба да одвои 21 милион евра за оваа година за МРТВ, односно 180 денари секој месец, за да го дораспадне демократскиот и правниот поредок во Република Македонија, за да нема пренос од првата пресконференција на специјалното јавно обвинителство, за да не ги информира граѓаните кои што ја плаќаат дека владата ги прислушкувала со години наназад, заради тоа што свесно пропушти МРТВ да ќе забележи откритијата за неверојатните криминали на власта во така наречените бомби, затоа што одбија да го послушаат гласот и барањата на граѓаните кои со денови демонстрираа пред македонската радио телевизија, затоа што цело време ја играат улогата на сервис на власта наместо сервис на граѓаните. Граѓаните треба да платат нови 21 милион евра, затоа што нема деск во македонската радио телевизија и заради тоа што вестите се купуваат од приватни агенции. Затоа што нема воопшто истражувачко новинарство. Затоа што најголем дел од вестите се пишуваат во зградурината на ВМРО ДПМНЕ. Затоа што во 2008 година натераа голем број вработени заради рационализација, со откупна стаж и со отпремнини да заминат од македонската радио телевизија за да се доведе бројот до 730, за потоа повторно да се напикаат ВМРО-овчиња внатре и денес бројот да е повторно 904. За да го држат народот во незнаење што е еден од најсилните облици на насилство, за да нема ниту една покана за гостин од опозицијата на македонската радио телевизија, за да придонесуваат на ранглистите за слободата на медиумите да бидеме на дното заедно со африканските режими, за да ОПСЕ и ОДИХР ја оценуваат состојбата во медиумите во Македонија како очајна, за да во последниот извештај на Европската комисија на 70 страници медиумите бидат споменати 70 пати, за да редовно во извештаите ги добиваме квалификациите небалансираност во известувањето, нерамномерно одстапено време за представување на сите кандидати и пораки што ги испраќаат партиите, критички тон за опозицијата, фаворизирачки тон за властите, скриено рекламирање и така натаму. Македонската радио телевизија бара нови 21 милион евра заради тоа што МРТВ својата улога на јавен сервис ја претвори во владин и во партиски сервис. Затоа што МРТ должи на УЈП 2 милиони евра. Затоа што МРТ должи за одржување на хигиена, одржување на лифтови, хонорари за последните 4 месеци. Затоа што МРТВ го изгуби спорот со ММИ
вреден половина милион евра? Затоа што воопшто нема редакции и најголем дел од вработените на МРТВ последните неколку години не добиваат никакви работни задачи, зашто најголем дел од продукциите ги работат надворешни продукцијски куќи, најчесто многу блиски до власта. Затоа што образовната и документарна редакција ништо не работат со месеци, а програмата се пополнува со емисии и проекти на приватни студија, кои дебело ги наплаќаат проектите, а при тоа користат ресурси од МРТВ, како што се камери, светла, студија, луѓе. Сакате примери? Тунел? Танц од звездите? Опуштено е можеби проектот кој што треба да го покаже угледот на македонската радиотелевизија. Затоа што имајќи емисија во продукција на МРТВ за земјоделието, купуваат уште две приватни емисии, Добра земја и Еврофармер. Затоа што купуваат серијал Ја сакам Македонија од приватна продукција блиска до директорот на МРТВ. Затоа што преку таа продукција со име Blue Tongue се реализираат 40 епизоди од серијалот Македонски народни приказки, финансирани од државата со значителна сума, а оваа реализација на 40 епизоди на МРТВ добива плюс сума од 80.000 евра или 2.000 евра по епизода за набавување на камера која снима во форматот 4K, иако истата таа камера чини токму 80.000 евра, и ако беа домаќини, македонската радиотелевизија ќе ја купеше за себе оваа камера и потоа ќе ја задржеше за себе, а вака излегува дека ја подарила на приватната продукција. За да прави криминал ли се потребни нови 21 милион евра, затоа што пред 2 години купија 2 нови репортажни коли кои што не се по ЕБУ стандардите и кога треба повторно да се користат репортажни возила за меѓународни спортски надпревари, треба да се изнајмуваат од Белград или од Софија. Се бараат нови 21 милион евра, за додека се плаќаат суми за приватните емисии, 96.000 евра за Опуштено, 90.000 евра за Стилисимо, 105.000 евра за емисијата на Джорлев, 70.000 евра за Светлосен парк на некој фестивал кој што понатаму не доаѓа во македонската радиотелевизија, по 8.000 евра за документарни емисии, пазете, Судени за Македонија, Прогонувани за Македонија, Бесени за Македонија, но сите овие емисии се практично направени од архивскиот материјал кој што е во собственост на македонската радиотелевизија, а потоа се дебело наплатени, само измонтиран архивски материјал, а во исто време дописните центри во Македонија немаат ниту камера, ниту светло, ниту автомобил, ниту пак нешто ново е набавено за нив, за да може да обавуваат својата работа. Господа, додека вредните професионалци во македонската радиотелевизија се уште одат на терен за 600 денара дневница, победниците на некои фестивали добиваат по 10, па дури и по 20.000 евра награди. Известни господа, кои што се дел од тимовите за представување на Евровизија, по 20 дена престојуваат во странските земји и сумите кои што ги трошат се мерат со стотици илјади евра. Да е состојбата уште поалармантна, голем дел од менаџерите во македонската радиотелевизија дури и подпишуваат менаџерски договор, како да е тоа некаква банка или комерцијална компанија, а не јавен радиодифузен сервис. Исто така, одбран дел од раководителите во македонската телевизија добиваат месечни варијабили кои што се движат од 10, 20, 30, па дури и 50% месечно. Бараат 21 милион нови евра за да работат недомакински и да купат, и наместо да купат техника, таа ја изнајмуваат од блиските фирми. А знаете кој е уметничкиот дострел? Уметничкиот дострел е емисија со наслов Незаборавен лет во заборавеното село, 10 емисии по 30 минути, домашен серијал со актуелна проблематика, бројни
кафеани во многуте села во земјата. Благодарам. Тоа е надворешната продукција која што праќа. Благодарам. Ке завршам со реченицата дека резултат од досега потрошените 21 милион евра годишно е недоверба на МРТВ од страна на наградачите, неквалитетна програма и катастрофални извештаи за состојбите на медиумите. Благодарам.